Полицијата во Фергусон полека се враќа во нормала по масовните протести пред 5 години и натаму ги запира моторизираните, но далеку од поранешната пракса, кога афроамериканците беа главна цел. Наместо да ни пишуваат казни за мали сообраќајни прекршоци, сега прават програми за да ни помогнат. Во 2014 година Майкл Браун, црн тинеџер во Фергусон, беше убиен од бел полицаец, што предизвика масовни протести со недели. Весли Бел, поранешен активист и член на градскиот совет на Фергусон, стана прв главен обвинител во Сент Луис од афроамериканско потекло на минатогодишните избори. Тој вели дека се научени некои лекции. Кога овде ќе се случи нешто добро или лошо, тоа се регистрира на локално, но понекогаш и на национално ниво. Мислам дека е време за промени и реформи за кои ќе се чуе во целата држава. И тоа се случува. Мисури воведе ограничување на профит што градовите го прават од сообраќајни казни на 20%. Тексас донесе закон што ги обврзува судиите да ја земат предвид имотната состојба на казнетите. Се прават реформи, има напредок, иако треба уште да се стори. Тој напредок се забележува. Судовите престанаа да ги ставаат во затвор луѓето за неплатени казни. Десетина сојузни држави престанаа да им ја одземаат возачката дозвола на граѓаните што не успеваат да ги платат сообраќајните казни. Во септември на речиси 1 милион граѓани во Тексас ќе им биде вратена возачката дозвола. Сепак тоа што се случуваше во Фергусон не е заборавено. Всушност, еден извештај од канцеларијата на генералниот правобранител покажува зголемување на растниот диспаритет на сообраќајни запирања од 2014 година наваму. Се уште има редици на афроамериканци во судовите. Тие сочинуваат 67% од населението, а 98% од оние кои се изведуваат на суд. Жителите на Фергусон се определени да ја поправат ситуацијата, иако не е лесно.